Министре, алармантно се зголемува бројот на новозаразени од ковид во Македонија. Земјите околу веќе воведуваат нови заштитни мерки, а во Македонија се чини како и да нема речиси мерки. Размислувате ли за нови мерки да се воведат и кои би биле тие? Благодарам на прашањето. Ние редовно ја следиме состојбата. Епидемиолошката состојба во моментов кај нас не искажува потреба од превземање на додатни мерки од веќе постоечките препораки кои што се како носење на маска, социјалната дистанца и редовното одржување на хигиена. Освен ова, јас би сакал да напоменам во ова прашање дека секој граѓанин сноси и лична и колективна одговорност за неговото здравје и заштита. Така да во моментот не сме на мислење дека треба да се превземат додатни превентивни мерки, туку да се почитуваат постоечките. Веќе кога спомнавме за постоечките како носење маска, Велика Британија ги укинува тие мерки, носењето на маска и сертификатите, а и некои други земји, мислам дека прочитав денеска. Колку се размислува во таа насока? Еве денеска имаше едно соопштение од иницијатива на родители кои што велат дека од второто полугодие барем учениците не треба да носат маски. Колку се размислува во таа насока? Нормално дека се превзема мислење и анализа во тој смер да се следат одлуките од другите држави, меѓутоа ние не сме до тоа ниво. Морам да кажам дека имунизацијата кај нас е на многу ниско ниво, за да дојдеме до тој степен на ослободување на обврската за имање сертификати на почитување на тие основни мерки што ги напоменав. Морам да кажам дека степенот на имунизација кај нас со вакцинација е околу 41%. За тие држави кои што веќе размислуваат за следен чекор, нивото на вакцинација е над 60%. Така да ќе треба уште многу да се поработи на имунизација за да можеме да стигнеме до ослободување од препорачаните мерки. Како да ги убедиме, што ќе направите вие, граѓаните, како да ги убедиме да се имунизираат во поголем број? Ние веќе работиме во тој смер на мотивирање на популацијата за помасовно вакцинирање, односно имунизирање. Забележуваме дека постарата популација над 50 години има поголем интерес од вакцинација отколку останатата популација која што е во главном работоспособна и која што посетува училиште. Во тој смер веќе од идната недела очекувам да ги направиме првите чекори и да дадеме пример и од помладите генерации, односно од студенти кои што се од медицински, стоматолошки и фармацевски факултет. Какви се сега услови, болничките услови? Има ли доволно место или ќе се отвараат дополнителни ковид центри? Секојдневно сме известени од сите здравствени установи кои што имаат лежачки капацитети околу состојбата на болничните капацитети и за сега можам да кажам дека оптовареноста е околу 55 до 60%, зависно од кој регион и која болница е. Морам да напоменам дека се прави се за да се намали бројката на ново заразени, со јавните повици, со поканите да се почитуваат препораките, со имунизацијата, затоа што лежачките капацитети се веќе краен стадиум за превземање на нешто и нека биде апел за заштита што порано толку подобро. Ви благодарам. Благодарам и на вас.